Кажете ни како започна целата кампања и како ќе се заокружи. Се очекува нели во недела да биде и централното случување? Добар ден, ви благодарам за поканата во ова гостување. Значи, Виолетовиот караван го организираме за прв пат. За прв пат се организира во Македонија на национално ниво за подигање на свеста кај граѓаните за тироидните заболувања. Значи, поентата е сите граѓани во Македонија, бидејќи Виолетовиот караван е веќе поминат во повеќе градови во Македонија, сите граѓани кои што немаат симптоми, значи претежно е за асимптоматски пациенти на тироидните заболувања, да се јават на бесплатен ехо преглед во поставените мобилни ординации низ градовите. Значи, досега на 23 мај караванот беше во Струга, започнате со Струга, потоа Струмица, Тетово, Велес, денеска Розевиот караван е во Кичево од 9 до 17 часот на плоштадот. Утре бесплатни ехопрегледи ќе има во Куманово од 9 до 17 часот и ја заклучуваме кампањата со Скопје на 29 мај, исто од 9 до 17 часот, пред хотелот Мериот. За таа цел издадовме и брошура, во која што брошура има базични податоци за сите тироидни заболувања и за сите симптоми кои што условно да кажеме може се непрепознатливи, а граѓаните би требале да ги знаат за да се јават на редовен преглед. Кои се вашите информации, каков беше интересот од страна на граѓаните да направат контрола на работата на тироидната жлезда? Што велат вашите колеги од градовите кои ги споминавте? Па до сега, искрено да кажам, ние очекувавме, во принцип требаше да се поминат околу 100 пациенти дневно во рок од 8 часа, значи поминати се во секој град над 300 пациенти. Докторите буквално не можеа да постигнат од работа, затоа што ова е до сега, мислам, енормен број на прегледани пациенти и завршните официјални податоци ќе ги објавиме на 29 јуни, тогаш е закажана и пресконференција од 12 до 14 часот, со податоци од тоа колку специјалистите откриле заболувања поврзани со тироидната жлезда кај пациенти кои што немале симптоми